Покусиот одговор кој го добивме од УБК дека ги следат руските екстремистички активности, прашање упативме и до Агенцијата за разузнавање како и до шефот на државата. Вилата наводно ги отвори вратите за брифинг на нашата екипа со дел од претседателските советници. Тие ги потврдија информациите на 1ТВ во објавените серија прилози. По само 6 месеци доброволно војување на фронтовите во Украина, како дел од новоруските милитантни сили, Андреј Родионов започнува со мисија на Балканот. Кабинетот на Иванов ни потврди дека тој има и руско и украинско државјанство, а во земјава бил точно 3 пати со конкретна цел, преку неговото Здружение за руско-словенско обединување да воспостави мрежа на следбеници. Не е важен начинот, дали преку неопагански славјански ритуали или преку националистички здруженија. Без прецизно од одговорот со какви намери се воспоставувала мрежата, категорично негираа дека крајната цел е регрутирање на борци во Донбас. Досега на службите им е познато само едно лице од Македонија кое доброволно војува, за разлика од Србија за споредба, откаде 13 лица заминале доброволно на фронтовите. Ова според кабинетот на Иванов зборува дека неговата идеологија не наидува на поширока поддршка. Сепак, неговите активности во Скопје ги опишуваат како театар за прикривање на вистинското делување. Битола и околината, како што посочуваат од претседателскиот кабинет, е така наречената база на мрежата на Родионов. Дел од логистиката за време на неговите посети во Македонија е известен Менде, вработен во битолската полиција. За него МВР не сакаше да ни открие детали, но наши извори посочуваа дека станува збор за истакнат русофил. Тоа е воочливо од неговиот профил на социјалните мрежи, а може да се забележи како дел од логистиката и при посетата на најблиските советници на Путин, Александар Дугин и Леонид Савин, кога медиумите објавија дека станува збор за политичка извидница на рускиот претседател во Македонија. Сепак поврзано со официјална Русија нема. На сметките на Здруженијето на Родионов нема значајни приливи од институции, туку само помали донации. Во Битола Родионов се сретнувал и со Миле Димовски, припадник на расформираната единица Лавови. Иако не се наведени детали, тие јавно се пофалиле за договорот кој го постигнале. Особено интересно е што една од средбите се случила во првата половина на минатата година, што се поврзува со сведочењата на Стефан Младеновски на рочиштето за 27 април, кој рече дека советникот на Иванов Синиша Алексовски знаел за мобилизација на припадници на војната полиција и дека се заговарала војна состојба. Сепак можеби е само коинциденција, бидејќи сосема очекувано Иванов демантираше вмешаност на неговиот кабинет во критичната ноќ. Претседателот пери прст кон УБК и ја посочи како жариште на сите кризи во земјава. Ви уверувам дека со нарачани лажни искази и генерирање лажни вести нема да се прикрие реалноста и вистинските нарачатели на настаните од 27 април. Кабинетот на претседателот не е дежурна служба за давање алиби. А слична реторика употребија на брифингот и советниците со кои разговараше 1ТВ. Вела дека сите досегашни извештаи за Родионов биле проследени во УБК, пошто тајната полиција не потек. Од кабинетот на Иванов посочуваа дека со забрана за влез во земјава би се ставил крај на активностите на руските милитанти. Таков чекор пак засега би можел да ги загрози оперативните активности кои се водат во насока на откривање на вистинското руско влијание, кое не се шири низ границите на земјава, туку доаѓа од надвор, посочуваат од кабинетот на Иванов, но во оваа фаза не откриваат повеќе детали.